На почетокот на рефератот за задачите на Сојузот на синдикатите во натамошниот развој на самоуправните општествено-економски односи и политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Џемил Весели оцени дека периодот меѓу 9-тиот и 10-тиот конгрес беше исполнет со мощна, значајна и континуирана ангажираност на сите организирани социјалистички сили на чело со Сојузот на комунистите во изградбата на нашето социјалистичко самоуправно општество. Во тие напори, истакна Весели, беа вклучени и активностите на Сојузот на синдикатите на Македонија. Најдобриот израз на сите тие напори и акции секако представува успешната разработка и примена на Уставот, Законот за здружениот труд и на договорените главни правци за развој на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување. Напоредно со развивањето на општествено-економските односи и покрај низата тешкотии, истакна Весели, постигнавме крупни резултати во проширувањето на материјалната основа на нашата република, животниот стандард и социјалната сигурност на работниците, делегатскиот систем, договарањето и спогодувањето, општенародната одбрана и општествената самозаштита и низа други успеси и при тоа продолжи. Другарки и другари, овој најширок договор на работничката класа и работните луѓе во Социјалистичка република Македонија го одржуваме непосредно по 11-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и 7-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. На конгресите беше направена детална оценка на резултатите што работничката класа и сите работни луѓе ги постигна во овој период. Во основа на тоа беа утврдени задачите што стојат пред Сојуз на комунистите и сите други организирани социјалистички сили во наредниот период. На овој конгрес треба да го оцениме остварувањето на нашиот дел од задачите и врз основите на идејно-политичките определби на Сојузот на комунистите и рефератот на договорот Тито на 11-тиот конгрес, да ја насочиме ангажираноста на Сојузот на синдикатите во наредниот 4 години. При тоа, тежиштето ќе биде ставено на тамошната доследна примена на Уставот и Законот за здружениот труд. Широката општествено-политичка активност меѓу двата конгреса, што се водеше во основните организации на здружениот труд и во целокупниот здружен труд, во општествено-политичките заедници и организации, како и во сите други самоуправни организации и заедници, даде значајни резултати во развојот на самоуправни социјалистички општествено-економски односи. Особено постигнаме добри резултати во конституирањето на основните организации во нивното поврзување во целосен самоуправен здружен труд. Така до 1.10.1978 година во Републиката се конституиран 1241 основни организации, 1919 работни организации, 7 сложени организации на здружен труд и други облици на самоуправно организирани и здружување на трудот и средствата. Во нив се вложува и се вложуваат значајни напори за натамошно развивање на доходовните односи, за самоуправно регулирање на условите во стекнувањето на доходот и неговото распоредување, како и за распределба на средства за лични доходи, за натамошно развивање на самоуправното планирање на различните форми на здружување на трудот и средствата. Со развивањето на доходовните односи, со афирмирањето на општествениот карактер на доходот во секоја основна организација на здружениот труд, во работите и сложни организации се затврстува сознанието за објективна поврзаност на сите сфери на здружениот труд и за заедничките и меѓусобните интереси на сите работници. Се разбира, овие процеси ги следат и одредени противречности, тешкоти и слабости, па и отпори. Има појави во новите форми на организирање на здружениот труд да се кријат и задржат старите односи. Организациите да се затворат во себе и заради неразвиените внатрешни економски односи се поттиснува улогата на основните организации. Во таквите организации на здружен труд, односите меѓу основни организации се уште во голема мера се купопродажни, а односите во проширена репродуција најчесто се воспоставуваат врз класични кредитни односи. Поајќи од тоа, Сојузот на синдикати во наредниот период уште позасилно треба да продолжи да работи врз доследното остварување на уставната позиција на основната организација на здружен труд, зашто битката за основната организација е битка за самоуправна основа врз која се конституира целокупниот општествено-економски и политичкиот систем кај нас. Затоа мора да се извориме доходот да се формира и да се искажува на ниво на основните организации и за неговото трошење да одлучуваат они што го создале. Борејќи се за тоа, истовремено мора да се бориме и против партикуларистичките, групно собственичките и други појави
со кој се негира општествениот карактер на доходот и се оневозможува подинамичен и поусогласен развој на нашето стопанство и општество во целост. Во наредниот период синдикатот поенергично ќе се ангажира за натомошно забрзување на процесот на самоуправното здружување на трудот и средствата, бидејќи се работи за суштинско идејно политичко и класно прашање. Без да ги подценуваме досегашните резултати, со право констатираме дека во стопанството на нашата република не се искористени сите можности за него повисок степен на организираност, репутациона и доходовна поврзаност. Затоа во наредниот период треба да ја зголемиме општествено-политичката активност во мобилизирањето и покренувањето на творечките потенцијали на работничката класа и на сите работни луѓе во правец на позабрзано одвивање на овие започнати процеси. При тоа треба најенергично да им се супротставува на формалистичкиот приод во процесот на здружување на трудот и средствата, на присутни отворени или прикриени субјективни отпори, на територијално затварање, како и на она гранско затварање што го прекинува процесот на репутационото и доходно поврзување. Исто така, треба да го спречуваме и оно здружување на трудот и средствата што има за цел создавање монополска положба на одделни стопански субјекти. Во овие рамки посебно внимание треба да му посветиме на процесот на самоуправното поврзување на организациите на здружениот труд од производството и прометот. Иако меѓу организациите на здружениот труд од трговијата и производството се случени многу самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата, за заедничко планирање и програмирање на развојот, сепак не е многу направено во суштинско менување на нивните меѓусобни општествено-економски односи. Се уште преовладува купопродажни односи, а отсуствува доходното поврзување, особено во поглед на заедничкото стекнување и распоредување на доходот и поднесување на заедничкиот ризик. Поради тоа во наредниот период, Сојузот на синдикатите треба уште повеќе да ја засили акцијата за да се остварат порадикални промени во регулирањето на општествено-економските односи меѓу овие сфери од општествена репродукција, а во самоуправните спогодби за трајна деловна соработка да се регулират прашањето во врска со заедничката политика на производството и прометот, поднесувањето на ризикот, основите и мерилата за распоредување на заедничкиот приод, начинот на распоредување и решавањето на споровите од заедничко работење. Во натамошната самоуправна трансформација на здружениот труд во наредниот период треба посуштински промени да оствариме во самоуправното поврзување на организациите на здружен труд од општествени дејности со организациите на здружен труд од материјалното производство, врз основа на принципот на слободна размена на трудот и заедничкото стварување на доходот, бидејќи општествените дејности стануваат се позначаен фактор на развојот на производните сили и битен дел на самоуправната општествена репродукција. Со конституирањето на самоуправните интереси и заедници го направивме само првиот чекор, бидејќи тие се уште не ја вршат својата уставна улога, односно не се место за самоуправно спогодување и општествено договарање на основните организации на здружен труд од стопанството и другите општествени дејности. Се уште не доаѓа до полни израз влијанието на работниците од материјалното производство врз развојот на општествени дејности, а стекнувањето на доходот на овие дејности продолжува да се врши по пат на придонеси од доходот на организациите на здружен труд и личниот дел на работниците, наместо тоа да се врши врз основа на плановите и програмите за развој усогласени помеѓу корисниците и давателите на услуги. Сето ова оневозможува да се усогласат општествени потреби со материјалните можности на здружен труд и остварениот доход. Мораме да се избориме за сваќањето дека доходот е резултат на заедничко работење на работниците во материјалното производство и работниците во општествени дејности. Според тоа, работниците во општествени дејности доходот ќе го стекнуваат со слободна размена на трудот према придонесот што го дале во неговото создавање и на тој начин ќе остваруваат еднаквата положба со работниците во материјалното производство. Нашата активност во наредниот период треба да биде насочено и кон позабрзано менување на односите во кредитниот и паричниот систем. Иако досегашните напори дадоа известни резултати, особено во институционално и организационно приспособување на ова сфера, сепак бавно се менуваат општествено-економските односи. Финансиските организации се уште се наоѓаат во позиција да располагат со најголемиот дел од средствата на здружениот труд, а кредитот и натаму е основен инструмент за пласирање на средствата и за финансирање на проширена продукција.
наместо тоа да се врши во најголема мера врз основа на здружување на трудот и средствата. Поајќи од големото значење на ова прашање за процес на репродукцијата, синдикатот ќе вложува максимални напори за неговото регулирање во духот на Уставот и Закон за дружниот труд. Потоа, председателот Джемел Весели рече дека во материјалниот развој постигнавме добри резултати, но тие можат да бидат и поголеми ако се отстрануваат субјективните слабости во нашето работење, на што во наредниот период треба повеќе да се ангажираме. Како услов за остварувањето на договорните цели на развојот во наредниот период, треба поголемно внимание да им се посвети на неколку клучни прашања. Имено тоа бара на продуктивноста на трудот да ја појдеме по-комплексно од што досега, бидејќи таа не зависи само од состојбите и односите во организација на дружен труд, како што вели другарот Тито, туку и од целокупната општествена организација на собанскиот живот, од ефикасноста во донесувањето на одлуките, од општествено договарање и самоуправно собогодување, а особено од доследното спроведување на договоренето. За таа цел мора да се обезбеди порационална инвестициона политика за која непосредно ќе одлучуваат работниците, а не тесно текно економски структури или некои други кругови надвор од здружниот труд. Да се зголеми искористувањето на производните капацитети, да се обезбеди што подговорен однос кон трудот и општествени средства. Подобро да се користи работното време, односно постојано да се намалуваат трошоците на работењето и да се штеди, зашто на овој план постојат многу неискористени резерви. Само за илустрација во мината година во стопанството на нашата република по разни основи се изгубени 2.591.520 работни часови, а инсталираните капацитети недоволно и нерационално се користат. Поголемо внимание треба да им се посвети на стимулирањето на знањето, примената на научните и технички достигнувања и приспособување на научно-истражувачка работа за потребите на стопанството. Напоредно со ова мора да се ангажираме за надминување на причините што доведува до појава на загуби во некои организации на здружен труд. При тоа треба да ги разграничуваме оние организации на здружен труд кои покажуваат загуби од објективни и они кои покажуваат загуби од субјективни причини. Бидејќи само на тој начин можеме да градиме реални ставови за нивно санирање и да го невозможуваме неоправдано прелевање на доходот, зашто тоа дестимулативно делува кај другите организации на здружен кои добро работат. Во напорите за остварување на појавите на загубите треба да се ангажираме на мощен широк фронт, почнувајќи од подоброто користење на работното време, инсталираните капацитети, намалување на сите видови трошоци поедини производ, па преку преориентација на производните програми и прилагодување на асортиманот на производството според потребите на пазарот. За зголемување на продуктивноста на трудот, вкупната општествена ефикасност, фундаментално значење има позабрзано да го развиеме и доградуваме системот на самоуправното планирање. Во дел организација на здружен труд, плановите и програмите за развој и натаму не се согласени со новите принципи на самоуправното планирање. Затоа Сојузот на синдикатите се залага за доследно стварување на начелата на континуирано, пресретно и истовремено планирање за редовно следење и извршување на плановите. Работите луѓе пак во организациите на здружен труд и самоуправните интересни заедници нужно и активно да учествуваат во подготвувањето, утврдувањето, донесувањето и остварувањето на тие планови. Врз таа основа Сојузот на синдикатите ќе се ангажира за успешно извршување на подготовките и усвојувањето на среднорочниот план за периодот од 1980 до 1985 година и на долгорочната концепција до 2000 година. Клучен проблем на кој мора да му се посвети поголемо внимание е прашањето на акумулативната и репродуктивна способност на стопанството. Веќе неколку години се намалува учеството на организациите на здружен труд во распоредениот доход. Од 68,7 во 1973 година на 62,3 во 1977 година, со што се намалува делот за унапредување и проширување на материјалната основа на здружениот труд. Затоа Сојузот на синдикатите порешително ќе се ангажира за менување на овој состојби. Таму каде што неговото дејствување е уставно право и обврска,
ќе бара да се анализират и преиспитат сите ставови и одлуки кои директно или индиректно влијаат на намалувањето на акумулативната и репродуктивна способност на стопанството. Во продолжението од својот реферат, председателот Вејсели се задржа на прашањето на вработеноста. При тоа тој оцени дека се остварени позитивни резултати, а бројката на вработените е зголемена на 380.000. Во последните неколку години, целокупниот број на нови активни лица се вработува, а почна и поголемиот дел од работниците на привремена работа во странство да се враќаат. Но и покрај динамичната стапка од 4,1% на вработување, бројот на невработените изнесува околу 100.000. И покрај оваа бројка, во одделни региони, дејности и занимања се јавува недостиг на работници. Така, например, има 1542 лица невработени со високо образование, а потребите на стопанството од овие кадри се околу 3000 лица. Со виша спрема потребите се поголеми пак за 400 лица. На стопанството исто така му недостигаат и 182 машински инженера, 550 економисти, 220 правници, 200 градежни инженери и низа други кадри. Потоа Вејсели се задржа на стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и меѓу другото рече: Другарки и другари, самоуправното редување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределбата на средства за лични доходи во целиот меѓуконгресен период беше во средиштето на широката и интензивна општествена политичка активност на синдикатите и другите организирани социјалистички сили на чело со Сојуз на комунистите. Акцијата доби нагласен интензитет и творечка ангажираност со донесувањето на Законот за здружениот труд. Најголемото значење на оваа акција не се состои во тоа што го донесеме општествен договор во Републиката, самоуправните спогоди на ниво на гранги, над 4000 правилници во основните организации на здружен труд и работни заедници за распределба на средства за лични доходи и бројни самоуправни спогоди за заедничките основи и мерила на ниво на работните организации, туку во тоа што радикално се измени односот спрема ова идејно политичко и класно прашање. Направен е квалитетен чекор напред во надминувањето на наемниот однос на работниците. Сватено е дека изградбата на социјалистичко самоуправување и остварување на Марксовата визија за асоцијација на слободните производители најбрзо може да се оствари само со доследна примена на принципот на распределба спрема трудот и резултатите од трудот. Во наредниот период треба поголемо внимание да им посветиме на условите за стекнување на доходот. Некои групации и гранки многу полесно стекнуваат доход, па оттука и лесно го делат на сите видови потрошувачка, вклучувајќи и личната, за разлика од другите кои и покрај зголемувањето на продуктивноста на трудот остваруваат мощен низак личен доход. Поради тоа Сојузот на синдикатите и другите организации, организирани социјалистички сили на чело на Сојуз на комунистите, понепосредно и конкретно треба да се ангажират преку натамошната доградба на стопански систем да се содават приближно еднакви услови за стопанисување и стекнувањето на доходот. При водењето на политиката на распоредувањето на доходот мора да се појде од фактот дека во овој период има пренагласена општа и заедничка потрошувачка и дека опаѓа акумулативната и репродуктивна способност на стопанството. За таа цел треба да се заложиме општествено-политичките заедници да подготвуваат програми со мерки за смалување на оптоварувањето на стопанството. Исто така треба да се ангажираме сите организации на здружен труд да го утврдуваат делот на доход што е резултат на исклучителни природни, пазарни и други погодности и тој доход да го насочуваат за проширување на својата материјална основа или потребите на општествено-политичките заедници. Во самоуправното уредување на односите во распоредувањето на чистиот доход на нови основи се остварени почетни резултати. Меѓутоа, сегашната состојба на односите во распоредување на чистиот доход укажува од една страна на потребата од нивно натамошно доградување и совршување, од друга и на непочитување на она што е договорено со самоуправните спогодби и други општи акти. Во некои организации чистиот доход се распоредува независно од утврдени планови за развој и заедничките потреби и интереси. Поајќи од тоа, во наредниот период треба да се заложиме за натомошно совршување на основните мерилата за распоредување на чистиот доход и за нивно доследно применување во практиката. Утврдените основи и мерила да бидат што појасни и попрецизни и пред се разбирливи за работниците.
од целокупното наше ангажирање во самоправното регулирање на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределба на средства за лични доходи, најзабележителни резултати се постигне во уредувањето на односите во распределба на средства за лични доходи. Меѓутоа, тие се скромни резултати, поради што натамошната разработка и усовршување на правилниците мора да биде приоритетна задача на Сојуз на синдикатите во наредниот период. Во некои организации распределбата не се остварува според придонесот од трудот, туку според остварениот доход, што всушност не е само резултат на трудот, туку и на бројни други економски и неекономски фактори, и дека токму распределбата според остварениот доход, која не води сметка за тие фактори, создаваше и се уште создава неоправдани распони во личните доходци помеѓу работените во одделни гранки и области. Во некои правилници се уште се присутни формалните критериуми за распредел на средства за лични доходци. Во нив се поаѓа од старата аналитичка процена на работните места, не се вреднувани работите и работните задачи, ниту се мерат остварен резултат, со што прикриено се задржува платниот систем и урамниловката. Има и појави дел на овие самоуправни акти да не се применуваат или со ништо не ги менуваат поранешните состави во наградувањето. Тоа ја смалува иницијативата на работниците да се борат за поефикасно работење и поголема продуктивност. Затоа во наредниот период основните организации на синдикатот треба да интензивират активноста во изнаоѓањето критериуми за што поадекватно мерење на резултатите од тековниот труд, за надминување на формалните критериуми на наградувањето и да се бориме против секаков вид лажна солидарност зад која стои неработењето и неодговорниот однос кон општествените средства. Исто така треба да се изнајдат пообјективни мерила за вреднување на трудот на организаторите на работа, подобро да се вреднуваат условите за работа, придонесат по основа на новаторството и рационализаторството, како и критериумите и мерилата за вреднување на придонесот на работниците по основ на управување и користење на средствата на општествена продукција. Зборувајќи за подобрувањето на животните и работните услови на работниците, председателот Вејсели истакна дека синдикатот во наредниот период ќе се ангажира општествениот стандард да расте побрзо и да се оспаруваат општествените определби со кои се бара отстранување на нееднаквостите што не се резултат на трудот. При тоа, тој се осврна на достигањата и проблемите во стамбената изградба, општествената исхрана, одморот и рекреацијата, унапредувањето на животната и работната средина и врз други прашања. Потоа, тој се задржа на функционирањето на работата на делегатите и делегациите и меѓу другото рече: Работните луѓе преку облици на лично изјаснување, собирите на работни луѓе, референдумот и други облици на одлучување најнепосредно одлучуваат за прашањето што се од нивен потесен и поширок општествен интерес. Со самоуправните акти целосно ги регулираат односите во своите организации. Преку изабраните делегати во работнички совети, преку самоуправната работничка контрола, како и своите делегации и делегати во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници, одлучуваат за својата општествена економска положба и овладувањето со целината на општествена продукција. Меѓутоа, тука се уште се присутни одредни слабости и недостатоци. Се уште не е остварено целосно влијание на делегациите на Сдружениот труд во делегатските собрања, а со тоа работата на некои собрања се формализира, додека процесот на одлучување се сведува на формално прифаќање на тие одлуки. Недоволна е и поврзаност на членовите на делегациите и делегатите со работните луѓе и граѓаните, а особено на делегатите со своја делегација. За надминување на овие слабости и недоследности, Сојузот на синдикатите како непосреден носител на делегатските избори во Сдружениот труд ќе се бори за перманентно способување на делегациите и делегатите за успешно извршување на својата делегатска функција, за натомошно развивање и усовршување на системот на информирањето како неопходна претпоставка за квалификувано донесување на одлуките на сите нивоа, како и барање целосна одговорност на делегациите и делегатите за своето работење. Во наредниот период треба да се продолжи и со натомошна доградба на система на самоуправното спогодување и општествено договарање. Во досегашниот период тој се афирмира како најдемократски облик за усогласување на интересите на работни луѓе и израсна во доминантен облик за регулирање на самоуправните општествени односи.
Учествувачи во системот на самоуправното спогодување и општествено договарање, Сојузот на синдикати како непосреден потписник на самоуправните спогодби сносува дел од одговорноста во остварувањето на нивните цели. Тој ги изразува потесите и пошироките класни интереси и ги поврзува непосредните интереси со интересите на општеството. Сојузот на синдикати таа своја улога ја остварува како внатрешна интегрална сила на самоуправувањето. Ваквиот одговорен однос бара перманентно ангажирање на Сојуз на синдикатите за доградување и усовршување на овој систем, преку кој единствено ќе се усогласуваат тековните и долгорочните интереси на работниците во Сдружениот труд. Тргнувачи од фактот дека основната организација на Сдружениот труд и местните заедници ја сочинуваат основата на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, во нив доаѓаат и најнепосредно до израз интересите на работни луѓе и граѓаните кои по пат на самоуправно спогодување и општествено договарање ги усогласуваат и ги протачуваат бројните интереси во единствени решенија. Тесната поврзаност на сите самоуправни субјекти доаѓа до целосен израз пред се во самоуправна комуна како единствена самоуправна заедница. Поради тоа, од посебно значање е целосното вклучување на организациите на Сдружениот труд во местната заедница и во комуната во целост. Затоа се наметнува потребата на томошно ангажирање на Сојуз на синдикатите во рамките на Социјалистичкиот сојуз како единствен фронт на организирани социјалистички сили на чело со Сојуз на комунистите во изградувањето на самоуправна комуна како место каде што се согласуваат и решаваат суштински прашања и проблеми од животот и работата на работни луѓе и граѓани. Во продолжението, Вејсели се задржа на прашањата на општенародната одбрана и општествената заштита, при што оцени дека на овој план сте постигнале големи резултати, а исто така стана збор и за активноста на Сојузот на синдикатите на Македонија и за организирањето. На тамошното јакнење и изградување на основната организација